Професор Качковска, целиот живот го посветувате на историјата. Особено сте позната по еден период од поновата современата македонска историја и голем поборник за македонското национално прашање. Тука влегува идентитетот, јазикот, историјата, црквата. Меѓутоа, ајде почетоците од вашето образование, односно дали од дете знаевте дека ќе се занимавате со историја? Како дете не знаев дека ќе се занимавам со историја, бидејќи бев најдобар математичар, а многу убаво пишував. Уште како ученик добивав југословенски награди за мои текстови, мои песни, така што, значи, меѓу математиката и литературата некаде се наоѓав. Кога дојдов во Скопје да се запишам на факултет, сакав да студирам архитектура. Но како добитник на многу награди, од сите предмети фактички имав награди, републички, сојузни и така натаму, тогашниот председател на, тогаш имаше комисија за стимулирање таленти, Бавчанџиев, Славчо Бавчанџиев, професорот, инако физичар, ме седна и вика, ти ќе одиш да студираш историја. И јас го гледам чудоневидена, бидејќи историјата ми беше само љубов, ми беше хоби, но никогаш не сум мислила дека ќе студирам историја. И негово образложение беше: најодличните ученици треба да студираат историја. Некој треба да ја пишува македонската историја. И јас така, наместо на архитектура, се запишав на историја. И никогаш не се покајав за тоа, бидејќи историјата ја студирав со многу љубов, со читање многу книги, со откривање многу работи. Значи, за еден љубопитен млад човек тоа беше едно поле на постојано секојдневно осознавање на нови работи. Тоа беше моето влегување во студиите на историја. Со широко отворени очи знаете да зборувате. Од каде такви чувства? За сето тоа навистина, можеби и како што кажувате, историјата треба да има еден континуитет и постојано отворено да се зборува, односно да се зборува, кажуваме отворено, вистината да се кажува. И вистината и љубовта е многу важна кон собствената нација и кон собственото минато. Ја секогаш на моите студенти на факултет, на часовите на методика им кажував дека историјата треба да ја предаваат со љубов, дека децата да ги научат да ја сакат историјата, а не да им даваат слаби оценки. Никој не сме да добие слаба оцена за историја. Туку само нивната мисија да пренесат љубов на децата кон корените, кон минатото, и да почнат од своето семејство да го истражуваат, понатаму блиската околина, да видат дека историјата не е нешто абстрактно, дека е дел од нас, од нашиот идентитет, од нашите корени и дека на таков начин треба ние да ја гледаме историјата. Јас дури им давав посебни задачи на студентите, секој да ми напише историја на сопственото семејство. Па имаше студенти чии предци биле на Голиоток, имаше студенти чии предци биле учесници во Грчката граѓанска војна, од бегалците од егејскиот дел на Македонија. Значи, на таков начин сакав да ми ја приближам историјата од својата семена историја кон пошироката историја, кон пошироката заедница. Инаку љубовта секако, мојот патриотизам потекнува од моето семејство, каде ме негувале во македонски дух, да ги негуваме нашите традиции, и религиозни, и национални, така што така сум форматирана, така воспитана, но студирањето на историја уште повеќе ме форматира во тој правец, бидејќи за мене сметам дека секој историчар нема само задача некаде да предава историја или нешто да работи, некоја професионална работа која мора да ја работи за да живее, да екзистира и така натаму. Секој историчар има уште една многу важна мисија, значи да пренесува на идните генерации, да им кажува кои сте, што се, да си ги сакаат корените, да си ги сакаат по теклото, да се борат за опстој на својата татковина. Посебно што Македонија се наоѓа на една раскрсница на Балканот и секогаш јас викам, најголемата наша несреќа бидејќи се наоѓаме на раскрсница, бидејќи го имаме името тоа кое го носиме, нели, и секогаш сме на удар на соседите кои сакаат да располагаат со срцето на Балканот. Ние сме срцето на Балканот и бидејќи сме изложени долго време
Значи, од стари времења па до денешен ден, на деноминирање, на освојувања, на секакви претензии од соседите, уште поголема е задачата на историчарот да застане на браникот на одбрана на татковината. И јас како историчар сум сметала дека не треба да бидам само професор кој предава историја, методологија или методика или не знам, најнова историја ве репресијата во комунизмот или не знам што, туку прва моја задача е да пренесувам љубов кон татковината и да си го осознава своето минато, децата и младите луѓе и сите граѓани на татковината, за да можат да бидат поотпорни на сите влијанија и на сите притисоци кои доаѓаат од надвор, од разни страни. Сакам да ве прашам, вака ако направиме една ретроспектива за вашите истражувања, на вистина сите ваши пишани документи, од учебници па до последното, служат како учебници за македонската јавност. Најголемата потврда и стреќа за еден истражувач и за еден историчар е тоа кога ќе си ја прочита книгата напишана пред 20 или 30 години, во која не треба да промени ни еден збор. Значи, моите книги кои ги напиша прво за задругарството, за аграрната политика, за аграрната реформа, задолжителниот откуп, значи сето она кој беше почетокот на моите истражувања, почнав со аграрната историја. Сето тоа кое го напишав уште во почетокот на моите истражувања до ден денеска не бира никаква ревизија, никаков, значи, точка да се промени во тие книги. Тие книги на вистина и надвор ги користе и многу се цитирани, бидејќи представуваат такво автентично историско истражување, никој не напишал за колективизацијата во Македонија во почетокот, нели, на 90-тите години, кога ги отворивме табу темите. Нема за задолжителниот откуп. Тоа беа први реконструкции историски на тие настани. И сето тоа беше базирано врз изворна документација. Само кога ќе се сетам, само фондот на аграрната реформа во Скопје имаше над 275 кутии, во Белград 286 кутии. Знаете што значи да седнете, само еден фонд е тоа, да вртите еден фонд со 260 кутии, илјадници, страници, документи. Бе млада, многу навикната на работа, многу работлива. Инаку, тоа сега да треба да го правам, никогаш не ми можело. Значи, тоа беа толку макотрпни истражувања, море од документи. И јас секогаш кажувам на историчарите кои се занимаваат со постара историја, полесно им е бидејќи имаат малку документи, но кога ќе се ставите во современата историја, контрадиктовни толкувања, илјадници документи, значи не само треба психички да ги обработувате со внатрешна критична анализа, бидејќи се повеќето идеологизирани документи, туку треба физички да го издржите тој маратон, значи за истражување на таков обем на документација. Кој дел од поновата историја, имате и ова често зборувано, како континуитет од образованието, еве сега нека биде од образовен аспект за генерациите, како да не си ја знаат историјата? За жал, значи овие последни години, од осамостојувањето на Македонија до денешен ден, сум водела тешки битки со сите министерства околу фондот на часови по историја, околу учебниците по историја, околу наставните програми. Значи тоа е просто ние во 90-тите години кога прогласивме таа дезидеологизација на историјата, како да ја избришавме воспитната компонента во образовниот систем, а воспитната компонента првата е патриотизмот. Патриотизмот се гради преку негување на историјата, јазикот, идентитетот. Значи ние просто ги избришавме националните предмети на сметка на влијанието од надвор. Може би е тешко, меѓутоа кои историски личности не сме еден македонец да не ги знае. Знам дека многу ги има, меѓутоа, навистина, еве, од основното па до високото образование. Значи, прво Александар III Македонски, најголемиот космополит во историјата. Значи, човек со визија кој развивал, не бил само освојувач, него создавал нов поредок со нова цивилизација, нова култура. Значи, прво тоа, од тој цивилизацијски аспект сметам, не само од македонски аспект, дека сепак ние го носиме името Македонија, на тој континуитет историски тука. Понатаму, Димитрија Поп Георгиев Беровски, еве, само неколку ќе, Гоце Делчев, Методи Андонов Ченто, значи, тоа се личности, еве, неколку, еве, ги кажувам, има уште многу.
или Костераци, мојата омилена личност покрај Ченто. И значи има такви личности кои не сме ниту еден македонец да ги заборави, мора да ги знае, значи во секој момент да ги знае и да се гордее со тие личности. Тие се личности од таа, јас секогаш викам, светлата, гордата страна на македонската историја. Иако нашата историја е пребогата и со предавници, и со екзекутори и така натаму, но сепак имаме таква убава светла страна на историјата преку овие личности, да ја истражуваме и да си ја сакаме и да се почитуваме. Професорите не одат во пензија, постојано пишуваат и истражуваат. Која е вашата сегашна преокупација во историјата? Сега имате едно последно дело што е грандиозно. Сепак, значи јас еден период на факултет предавав историја на Македонија на студенти од социологија, од филозофија. Тога собирав многу материјали за да го комплетирам тој предмет историја на Македонија. И како резултат на тоа, но со понови истражувања, со поновите откритија во историската наука, сега најновата книга ми е Македонија низ вековите. Во мај месец ќе ја правам промоцијата. Многу сум горда на таа книга, бидејќи ја проследува македонската историја од праисторијата, значи од праисториското време до изборот на најновата влада на Мицковски. Значи, вековите на македонската историја, при што целта ми е да го покажам континуитетот на македонската историја, на македонското име, од најстари времења до денешен ден. Дека тој континуитет бил прекинуван со туги владења, но никогаш не исчезнал македонскиот идентитет и македонското име до денешен ден. Значи, тоа ми е целта на таа книга и многу сум горда, ќе биде во мај месец промоцијата. Инаку сега пишувам моментално монографија за Петре Пирузе Мајски, кој како личност, еве една од личностите на кои треба да се гордееме, човек со интегритет, посветен македонец, значи кој е гордост македонска. Значи монографијата ја правам за Петре Пирузе Мајски и малку едно истражување од нашата култура, од ждановизмот и соцреализмот кон либерализмот во културата. Општествената свест во тие времења на прекршувања, но не голи оток, туку на планот на културата, уметноста, историографијата и така, тоа ми е сега така, доста е напишано, но сметам дека ќе го напишам. Честитки за најновото дело, тоа е новиот учебник што веројатно секој македонец ќе мора да го прочита, како што самиот наслов носи Македонија низ вековите. Професорке, оној што ќе сака, така и на почетокот кажавте, што ќе сака да се занимава професионално со историја, што ќе му порачате? Основа за еден историчар е работа во архивите. Јас 2 бебиња дома мали подев да истражувам во Белград, во Софија, во Љубљана, овдека низ цела Македонија, сите регионални архиви. Документот е нешто кое во некоја книга ќе прочитам, некој кажува во документ така и така. Влегувам во архив да го видам оригиналниот документ и тогаш гледам дека некој само еден дел од документот толкува, а не документот како целина и што самиот документ кажува. Затоа на секој историчар препорачувам дека основа е влегувањето во архивот и истражување на архивска документација. Од тука тоа е основата, тоа е храната на историјата. Ви благодарам многу. Благодарам.